во време на кризи, државата треба да троши, за да имаат луѓето за да не останат без работа, за фирмите да не затварат и слично. Така што македонската влада за време на кризава, не само оваа година, исто и претходната 2020 година, би кажал дека почна до некаде бавно, односно многу касно го донесе оној пакет за мерки за помош на економијата. Откако го донесе тој пакет, релативно добар беше тој пакет, не беше многу лош, односно имаше доста средства за подршка на економиите, но откако помина, да кажеме, таа акутна фаза од пандемијата, лани од прилика, оваа година многу слабо трошеше. Ако ги гледаме бројките, например, лани 2020 година дефицитот беше околу 7-8% од GDP, од ВДП, што беше, да кажеме, во рамки на просекот за Европа и за регионот, што беше окей. Но оваа година најавија дека ќе биде дефицит, не знам, 4-5%, а се испостава дека е многу понизок, што значи дека владата не дава доволна подршка за економијата. Конкретно, капиталните инвестиции кои што се најдобриот инструмент преку кој една економија, една влада може да ја подржи својата економија, оваа година се реализираат помалку од 50%. Само една половина од она што владата каже дека ќе го потроши, ќе го инвестира во економијата, го инвестираше. Што значи дека поддршката е недоволна. И затоа економскиот раст оваа година во Македонија, 2021 година, ќе биде многу слаб, релативно слаб. Околу 3,5% е нашата најнова прогноза дека ќе биде растот на БДП. Само како илустрација, ако владата успееше да ги потрошеше 100% оние капитални инвестиции што ги најавуваше, растот немаше да биде 3,5%, него ќе беше 5,5%. Така што генерално оценката за фискалната политика на владата оваа година е дека е недоволна, и поради тоа и економскиот раст, односно кризата, да кажеме, ќе се пролонгира затоа што владата не ја троши доволно. Вие ја заговаравте тезата за прогресивно оддалечување, на што во домашната јавност се дигна голема врева. Ја не би кажал дека се дигна голема врева. Ние го воведовме прогресивното оддалечување во 2018 година без никаков проблем и тој ги даде резултатите, односно тој даде повеќе. Ефектот од него беше многу поголем од она што ние очекувавме. Ние очекувавме дека тој ќе донесе околу 30 милиони евра. Само за првите 6-7 месеци тој ги даде тие 30 милиони евра. До крајот на годината за околу 50% ги надмина очекувањата и немаше никаква, не знам, ако се сеќавате добро во 2019 година, во првата половина од годината, никој не се бунеше против прогресивниот данок, никоја фирма не затвори, не видовме отпушчање на луѓе, не видовме кратење на плати, дури макроекономски, ако гледате индикаторите, тие во првата половина на 2019 беа прилично добри. Платите продолжија да растат, вработеноста растеше, GDP беше прилично добар. Така што прогресивниот данок беше воведен на прилично добар, ја ви кажал, начин и даде многу повеќе од она што се очекуваше. Меѓутоа после видовме дека на некој начин се направи побуна на крупниот капитал, односно на олигарсите, се направи своевиден преврат, односно се смени министерот за финансии и се постави, да кажеме, марионета на крупниот капитал и тие го укина прогресивниот данок. Зошто? Само затоа што не сакаат да плаќаат даноци. И тоа не е само во Македонија ова случај. Конкретно сега во Америка, например, е големо прашање оддалечувањето на богатите исто така. Едно од ветувањата на Бајден, новиот претседател на Америка, беше дека ќе ги оданочи повеќе богатите и не успеа неговиот прв обид, сакаше да ги зголеми даноците и на примања на луѓето и на компаниите, но не му помина тоа. Најдоа 20 гувернери кои што ги придобија, да кажеме, на своја страна бизнисмените и тие не гласа, не сака да го подржат предлогот. Сега го сменят, одат со нов предлог да го даночат богатството, односно не доходот, туку богатството на луѓето, па ќе видиме што ќе направат. Но сакам да кажам дека тоа е стандардно скоро секаде во светот, дека капиталистите, богатите, моќните, олигарсите се борат за своите интереси, а нивните интереси се да не плаќаат даноци, односно да плаќаат што е можно помалку даноци. И ние тоа го видовме на дело во Македонија. Крупниот капитал се побуни против даночењето и затоа беше сменет и министерот и затоа беше и вратен рамниот данок што го воведе Груевски во 2006 година. Како да се намали таа нееднаквост помеѓу, условно кажано, богатите
и сиромашните. Значи во Македонија работничките права се тотално уништени и тоа може да се, ако тие се подигнат, да кажеме, на повисоко ниво, ќе се намали нееднаквост. Значи тоа е на првиот дел, примарниот доход. Вториот дел е секундарната дистрибуција, односно на што државата го прави, и тука е многу јасно. Тука треба редистрибуција. Државата треба да земе од оние кои што имаат, односно од богатите, за да им даде на оние кои што немаат, односно на сиромашните. Македонија повторно е еклатантен пример, перверзен пример, затоа што има најголемо учество на богатите во вкупниот национален доход, а од друга страна и највисока сиромаштија во Европа, односно највисоки класни разлики.